Се наоѓаме во поликлиниката Аџи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин е доктор Љулзим Агај, неврохирург од Аџи Бадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на ТВ Тера. Наша денешна тема на разговор ќе биде крварење во мозокот. Што представува мозочното крварење? Мозочното крварење всушност е еден вид мозочен удар. Во таа категорија најчесто се мозочните удари од типот на исхемичните, кога како резултат на престанок на циркулацијата доаѓа до оштетување на одреден дел од мозокот. За разлика од нив, овој вид на мозочен удар представува излегување на дел од крвта, од крвниот сад, и таа крв го притиска мозокот и прави проблеми. По дефиниција, овие крварења се потежок облик на мозочните удари и треба многу озбилно да се лекуваат. Кои се најчестите причини кои што ги предизвикуваат мозочните крварења? Има повеќе причинители. Ако сакаме најчестата причина да споменеме, обично се пациенти кои имат проблеми со контрола на крвниот притисок. Не ги зимат редовно лековите што треба да ги консумираат, понатаму нездравиот начин на живење, прекумерната телесна тежина, постоење на тие што ги викаме коморбидитети, да кажеме шекерната болест, ако е и таа несредена. Значи, сите овие аспекти доведуваат до една тенденција каде што страдаат мозочните крвни садови, стануваат поранливи, посклони на прскање и излегување на крвта надвор од нив. Како и на кој начин се манифестира мозочното крварење? Има повеќе манифестации. Кај потешките видови пациентот може да западне во коматозна состојба. Тоа е нормално една мошнеидна медицинска состојба каде што треба да се интервенира веднаш со цел да се зачува животот на болниот, но може и со една помалку драматична манифестација клиничка, може со главоболка, нагла главоболка проследена со повраќање, може да дојде до одземеност на рака и нога, обично на едната страна, тоа настанува проблеми, потешкоти со говорот, потешкоти со видот, појава на епилептичен напад, грч и други манифестации. Која е разликата помеѓу мозочниот удар и мозочното крварење? Дали може да се направи разлика? Мозочниот удар спаѓа во односно мозочното крварење спаѓа во категоријата на мозочните удари. Мозочните удари по дефиниција се два вида. Едниот вид подразбира престанок на циркулација како резултат на затнување на одреден крвен сад, емболија, тромбемболија, додека другиот вид е токму овој, мозочното крварење, каде што како резултат на прскање на крвен сад доаѓа до излевање на крвта во мозокот. И таа крв ќе се формира како една грудка, ја викаме хематом. Тој хематом во зависност од големината, ако е помал, ќе прави помали проблеми, зависи многу и од локацијата во кој дел од мозокот се створил хематомот. Доколку е поголем, и проблемите се поголеми, ствара дополнителни потешкоти, ствара така наречен зголемен, покачен притисок во главата, и тоа е животно загрозувачка состојба. Целта на лекувањето е првенствено да се види маката на пациентот со клинички невролошки преглед, да се направат потребните исследувања, од кои најбитната е снимањето на мозокот со компјутеризирана томографија или со магнетна резонанца. Овие снимања ни помагаат веднаш да ја разјасниме состојбата и да преземеме соодветни мерки.
Најчесто овие хематоми, ги викаме, овие крварења во мозокот се лекуваат со различни лекови. Во одредени случаи тие се предмет на хируршко лекување. Значи со неврохируршка интервенција пристапуваме на овие крварења и ги отстрануваме за да не страда мозокот од нивниот притисок. При извршената хируршка интервенција, колку е можно повтор пат, например, откако ќе го извадите, мислам, хематомот, како што го нарековте, колку е можно повторно негово појавување? Многу е битно пациентот, ако се излечи, да го смени начинот на живење. Значи, еден диететско-хигиенски режим, што го викаме, со цел за да се спречи појавата, повторната појава на такво едно крварење. Значи, со хируршкото отстранување на хематомот ние отклонуваме последицата, причините може да останат. Доколку еден пациент продолжува да биде, да кажеме, непедантен со земањето на терапијата за намалување на крвниот притисок, ако не се контролира шекерот, ако не води грижа за начинот на исхраната, тука понатаму спаѓа и физичката пасивност. Сите овие фактори придонесуваат за можна повторна појава на еден таков хематом. Колкав е морбидитетот на овие мозочни крвари? Морбидитетот е голем и морталитетот. Првиот подразбира колку пациентот ќе биде хендикепиран. Нажалост, и кога ќе успееме да го спасиме пациентот, често пати остануваат последици во смисол на одземена рака или нога или слабост, пореметување на говорот и други проблеми, а овие имат и висок морталитет, односно смртност. Многу пациенти, на жалост, при масивни крварења, што ги викаме, умират. Значи, една тешка ситуација, затоа треба многу брзо да се интервенира. Обично пациентите што се во коматозна состојба треба да се лекуваат во единицата за интензивна нега, каде се води грижа за дишењето, за виталните параметри, за крвниот притисок. Обавезно треба да се направи кардиолошки преглед, да се види во каква состојба е срцето, белите дробови. Значи, едно севкупно лекување, каде што хируршкото лекување е дел од оваа стратегија. Така. Кај која популација почесто се јавува ова и на која годишна возраст? Да. Имаме повеќе видови на мозочни крварења, ако зборуваме за хипертензивното, значи како резултат на покачен крвен и несреден крвен притисок. Тоа е најчесто популацијата после 50-60 години, проблеми кои се нагомилале во тек на годините со несредена тензија, со гојазност и слични проблеми што ги наброив, тогаш кулминират на оваа возраст, 60-70 години. Превенцијата која е најдобра, кажавте? Да, превенцијата всушност да. Таа беше што реков, да се води еден поздрав начин на живот. Тука нормално се и гените, тоа што носиме во себе како наследство од нашите родители. Некој е поосетлив, некој е поздрав, да кажеме, но сепак треба да внимаваме, да одиме на редовни лекарски прегледи, да се види притисокот, состојбата на маснотиите во крвта, шекерот, да не бидеме пасивни, значи да бидеме физички активни, шетање, евентуално некој спорт полесен што е соодветен на возраста и здрава, секако здрава исхрана. Веќе сме бомбардирани во сите медиуми за начинот на една здрава исхрана. Не е денеска тешко да се дојде до една таква квалитетна информација.
Колку знаеме дека нели се наведуваат безброј причини, вие кажавте гојазност, нездрав начин на живот, алкохол, сите пороци кои што постојат, колку младите можат да страдаат од ова мозочно Да, може и кај младите да се случи, обично кај нив тоа доаѓа како резултат на некои други моменти, обично е пореметување на некои крвни садови, ги викаме анеуризми или артериовенски малформации. Тоа е типично за една млада возраст, значи ако млад пациент, 20-30 годишен, ни дојде со една таква манифестација, прво на што помислуваме ние неврохирурзите е да откриеме со специјално снимање на мозочните крвни садови појава на еден таков крвен сад чии ѕидови се потенки и можат да во еден момент така да настане нивна перфорација и истекување на крвта надвор. Тогаш, освен хируршки, освен отстранување на хематомот, треба да се реши проблемот со крвниот сад, за да не дојде до повторна таква појава. И ваш совет, ако постои таков совет, како да се заштитиме од овие мозочни удари? Кај помладата популација, нажалост нема некој совет, ние не знаеме што носиме во себе, можеби во иднина ќе се направи така наречена скрининг, не можеби, сигурно ќе биде во иднина тоа, за сега не може да се каже секое лице да направи снимање на мозочните крвни садови. Но, ако да кажеме постои некоја тенденција во семејството или појава на некои неодредени симптоми, некои главоболки има од многу други причини, не би сакал да кажам главоболката дека е некој предзнак, предвестие на нешто такво случување. Но, да кажеме појава кај младо лице на една нагла, ненадејна главоболка, страшна главоболка, кога не постојала никогаш порано во таков облик, секако не е за занемарување, треба да се испитува, да се види што е причината. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тира телевизија. Се гледаме во наредна прилика со некоја нова тема која што ќе им откриеме повеќе на нешто на нашите гледачи. Благодарам и на вас.